Назад во студиото, моја следна соговорничка е професорката од правниот факултет Јасна Бачовска-Недиќ, а темата ќе ја посветиме на пописот кој беше изгласан во собранието, попис кој не ни се случил веќе втора деценија без оваа важна статистичка операција за државата, без оваа важна статистичка бројка. Професорке, добро утро, благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во денешниот утрински брифинг. Добро утро, Кристина, ви благодарам на поканата да проговориме малку за оваа суштинска операција за една држава и општество, односно пописот кој што требаше да се спроведе минатата година, но заради корона кризата се одложи и заради закона за попис се одложи, па веруваме дека ќе доживее реализација оваа година конечно. Годините претходно не се одржуваше поради други политички калкулации, имено и медиумите и општеството некако кога ќе се спомене пописот, прво што им паѓа на памет и прво за кое што се зборува е етничкото пребројување, но пописот е многу поголема и многу поважна операција од етничкото пребројување, бидејќи дава и важни економски показатели. На што точно треба да се фокусираме кога разговараме за пописот, а тоа да не е етничкото прашање? Тоа е многу битно што ми го поставивте сега. Многу е битно ние да излеземе од таа национална матрица на мислење и на третирање на овој проблем. Инаку Македонија, Република Северна Македонија и Македонија воопшто како држава по ослободувањето по Втората светска војна има една многу солидна традиција на пописи. Значи, веднаш по ослободувањето 48 година и потоа имаме на едно редовно ниво на секои 10 години одржување на попис, дури по осамостојувањето во 91 година, па во 94 година и подоцна почнуваат да се надзираат тие меѓуетнички тензии, како единствено прашање кое што се заструваше околу пописот со тие несретни 20%. Јас како човек и како интелектуалец не сакам за правата на луѓето да размислувам низ проценти, за мене тоа е едно нестретно решение и тука почнаа тие проблеми и се рефлектира на одржувањето на оваа многу важна статистичка операција, па место во 2000 година се одржи пописот во 2002 година и тоа беше последниот попис. Значи, ние имаме една скандалозна ситуација, можеби меѓу единствените земји во светот каде што 18 години не беше одржан попис. Знаеме дека попис требаше да се одржи во 2011 година и пописот се одложи заради одредени политички причини. Инаку на глобално ниво, најмеродавна институција за пописот е Обединетите нации. Тука се дефинираат главните методологии во Статистичката комисија на Обединетите нации. Главните методологии на попис е единствено она што ги интересира, што интересира организацијата на ООН е фактички економскиот развој, заштита на планетата Земја, заштита на нашата основна природна основа. Пред се сега најактуелна е агендата 2030 година, каде што навистина имаме една агенда на одржлив развој, а одржлив економски развој значи ние сега да ги користиме ресурсите на оваа планета на начин на кој што ќе им овозможиме користење на ресурсите на идните генерации. И на тој начин пописот е главна, односно 40% од индикаторите на 17-тите цели на светскиот одржлив развој се врзани со податоците на пописот. Значи, ние одитно мораме да ги дадеме тие податоци за нашето општество и сега треба да размислуваме за нас како жители на планетата и пред се да ги дадеме како резултати, како податоци, економските индикатори кои што ги очекува Светската организација од нас за да ги искалкулира во однос на економскиот одржлив развој. Како што кажав, тука главна е Статистичката комисија на Обединетите нации и Конференцијата на европски статистичари за нас, а принципите и препораките во 2020 година беа одобрени уште во 2015 година. Многу значајно е, многу интересно е кога јас, како што кажав на почетокот, кога треба да излеземе од таа национална матрица на мислење за пописот. Ние сме многу високо исполитизирано општество.
И јас ги почитувам чувствата на сите граѓани на Македонија, нивниот патриотизам и љубовта кон земјата и овие реакции сега кои што ги имаме и кои што се сублимирани преку политички ставови на опозицијата во парламентот, сето тоа е во ред да размислуваме само на едно прашање, но токму во овој контекст сакам да потенцирам едно прашање, еден момент во однос на етничката припадност. Тоа веќе се зборуваше од релевантните фактори и директорот на Заводот за статистика и други референтни интелектуалци, експерти кои што работат во оваа област, но јас сакам да кажам, еве пред граѓанството и сите ние треба да потенцираме дека според Обединетите нации, кои што се главни во однос на пописот, рековме дека тие методологии се рефлектираат и во законодавството на Европската Унија и такви какви што ги дефинираат методологиите за попис Обединетите нации ги префаќаат сите региони на светот, бидејќи важна ни е планетата, и дека тука се диференцираат два типа на прашања, јадро прашања. Јадрото прашања се суштински прашања за обезбедување на клучните информации кои ги исполнуваат највисоките национални и локални кориснички барања. Имаме несуштински прашања или теми, се оние чие што вклучување може да се смета за помалку важно. И сега тука во несуштинските прашања и теми всушност спаѓа и прашањето за етничка припадност. Значи, според Обединетите нации, ние воопшто не сме задолжени, тоа е несуштинско прашање дали некој на која етничка припадност е, кој јазик го зборува, тоа се споредни теми. А главните теми се фактички задолжителни прашања за следната рунда на пописи околу 2020 година, и тоа сакам да го кажам дека според методологијата на Обединетите нации, пописите треба да се спроведуваат на 10 години, значи во годините кои што завршуваат на 0 или на 1, и сега за следната рунда пописи луѓето седнале во Светската статистичка комисија и ги дефинирале следниве прашања: население, значи генерички, без припадности, според вообичаеното место на живење, вклучувајќи привремено отсуство со исклучок на привремено присутни лица, понатаму географска локација на живеалиштата и местата на работа, демографијата, полот, возраста, брачниот статус, местото на раѓање, државјанство, статус на миграција, датуми на пристигнување на мигранти, понатаму домаќинства, состав и тип на домаќинство, економија, статус на активност, невработеност и вработување, професија и дејност, образование, достигнување и напредување во образованието, живеалиште и згради, вид, големина на градба, простор, број на соби, патници, статус на собственост и закупец, капацитети, вода, грејење, тоалет, капење. Значи, ова се економски прашања, а додека споредните прашања теми се во функција на опис на главните теми и тука спаѓаат етничката припадност, религијата, јазикот и попреченоста. Значи, една земја може, но и не мора да ги вклучи овие прашања. Значи, многу убаво објаснето. Критериум за влез во Европската Унија. Тука се капацитетот на една влада. Ние мораме да ги дадеме тие податоци. Ако некое прашање ни е горливо, ние ќе го одложиме за некој подобар момент за пребројување. Но ние мораме да спроведеме оваа статистичка. Едвај Заводот се снаоѓа бидејќи тие немаат ревидирана основа репер на кој што ќе треба да прават проекции. Значи потитно треба да го спроведеме пописот и да, како што кажа, да излеземе од нашиот висок степен на политизираност и на овој начин да не ги гледаме пописите. Само да ви кажам, јас и кога го подготвувавме овој разговор, ви напоменав дека пишувавме еден прирачник за новинарите со цел да ги сензитивизираме јавноста. Тоа беше со поддршка со Македонската платформа за сиромаштија. Значи, колку е битно за тие најзапоставени општествени слоеви да се спроведат такви пописи, за да знаеме каде, како држава, да се интервенира на социјален план, на инвестициски план, за да може, нели, баш тие слоеви, затоа токму Македонската платформа за сиромаштија, како невладина организација, ја доби поддршката од страна на Фондот за население, која што има канцеларии во Скопје. Фондот за
за население при Обединетите нации. И само да ви кажам едно интересно прашање, овој фонд за население е фактички агенција на Обединетите нации која што се грижи за репродуктивното здравје на жената. Значи, и е застапена со канцеларии во 150 земји во светот, каде што живеат околу 80% од светското население. Значи, секое раѓање да биде безбедно, да се раѓаат здрави деца, да се грижиме за репродуктивното Професорка, имам уште едно... Гледате како луѓето размислуваат за пописот. Сосема друг фокус. Ние сме се фокусирале како општество на едно прашање, кое што е споредно и кое што во одреден момент, во одредена рунда на попис, може и не треба да го имаме, ако предизвикува такви обштествено-политички реакции. Повелете, Кристина. Да ви поставам уште едно од низата горливи прашања што се однесува до пописот. Овој статистички податок треба да ни даде точна информација за тоа со каков кадар располага оваа држава. Споменавте и вие образование, професија и дејност. Нели треба сите останати државни стратегии да се базираат врз основа на овој податок, врз основа на пописот. Така знаеме колку инженери, колку адвокати, колку директори, колку водоинсталатори ни се потребни во државата. Немањето попис 20 години, дали значи дека комплетно, дека тоа е причината зошто сме потфрлиле во образовниот систем, поради немошност за изготвување на стратегија и една нормална квалитетна анализа за нашиот образовен систем. Апсолутно, за да формирате стратегии, за да можете да креирате, видите колку премиери во оваа земја, ако направиме анализа на содржина на нивните говори, постојано инвестиции. Како на еден инвеститор вие ќе му дадете податоци? Со каква работна сила ние располагаме? Во кои региони треба да се инвестира? Какви се нашите ресурси? Значи, може би не е само тој фактор, но тој е еден од факторите исто така кои што придонесува за ваквата состојба во државата. Ние не можеме да правиме политички програми без да имаме рационални, екзактни, статистички проверливи податоци. А за тоа репер, тоа се вика, еден од функциите на пописот е обезбедување на репери и во политиката, и во науката, зашто попис нели ни треба на бизнис секторот, на државата, односно не само вие спомнавте стратегии на државата и на политичките партии како да ги креираат своите политички програми, како државата да реагира и така натаму, меѓутоа тука и на бизнис секторот врз основа на овие податоци треба да се донесуваат различни програми за развој, за работна сила, понатаму нас ни треба како научници во науката. Видете, ние сме например во високото образование 0,5% се одвојува во буџетот. Тонеме како високо образование. Ние не можеме, немаме ни еден проект, немаме пари за проекти. И ние каде не спроведуваме истражувања, ние спроведуваме истражување вака, спонзорирани од некои невладини организации и така натаму. Универзитетот нема пари тоа да го прави, државата не одвојува пари. И сега нас ни треба и таа база, за да, јас предавам социологија на право и така натаму, ни треба база на податоци. Значи на науката се потребни тие податоци, на граѓаните. Зошто се потребни на граѓаните? За да со цел да бидат информирани, да донесуваат едуцирани одлуки, како гласачи, да имаат едно информирано учество во јавните работи, како и градење на партиципативна политичка култура. Многу, затоа вие кога немате такви екзактни податоци, сајтот на заводот свежи, нови, затоа што тие имаат некакви податоци од 2002 година. И сега тука може да се прават и најразлични манипулации. Колку луѓе имаме ние за избори, колку млади, какви се миграциите, кои што ни е голем проблем на младите во странство. Значи, тие податоци за нас се многу поважни од оној момент кој што ќе ни покаже колку албанци, колку македонци. На крај крајава тоа може да се изброи и на изборите. Но сега гледате како целата работа ненормално се политизира и повторно може да се рефлектира тоа со неодржување на оваа статистичка операција, која што го покажува и државнотворниот капацитет на една држава.
Значи мораме да спогнеме сили, сите, нели, засегнати страни, за конечно да го реализираме пописот и да излеземе од тој наш фокус. Ова навистина сега ова како сленке не е политичка, туку е статистичка операција, но навистина треба да биде статистичка операција и да ги видиме тие индикатори каде сме ние. Ние точно знаеме дека сме сиромашно општество, но нас ни требаат екзактни податоци за домаќинствата, економијата, образованието, и зградите. за да можеме квалитетно да управуваме понатаму со државата. Професорке, ви благодарам многу за одвоеното време. Ќе ја третираме темата попис, очекувајте повторена покана во утринскиот брифинг. Ви благодарам уште еднаш што одвоивте. Благодарам на довербата, се гледаме, поздрав.